Вице-премиерот Битики дојде на свадба. Угостителите, фотографите и музичарите излегоа на протест пред владата и со импровизирана сала од празни столчиња и маси повторно ги посочија нивните барања. Првиот човек задолжен за економски прашања дојде на средба, ама договор не постигнаа. Представниците на погодените сектори револтирани велат дека помошта од државата е премногу мала и не ги покрива ниту основните трошоци. Бараат да може да се организираат свадби по истите протоколи по кои работат и алакарт рестораните. Тоа и го бараме, тоа е нашето прво барање, да можеме да работиме согласно со алакарт протоколите според кои работат сите ресторани и клубови во градот. Значи, ние бараме само да се извади член 14, забрана за организирана прослава. Значи, нашите прослави исто така ќе бидат 40, 50, 80, 120, кој каков капацитет има во локалот, согласно протоколите кои што работат во другите ресторани, кои што довикуваат колегите во Дебар Мало или било каде. Значи, сега кај што може да се работи во алакарт ресторан, да може исто да се работи и кај нас. Тоа го бараме, не бараме ништо повеќе во моментот. Според Битики економски мерки има, ама против здравствените препораки не смее да се оди. Оти секој човечки живот е важен. Повикувајќи се на здравствените власти, вели дека епидемиолошката состојба со коронавирусот не дозволува да се намалат рестрикциите. Здравјето на секој еден од вас ми е побитно од последиците кои што може да ги имаме, затоа што тоа заедно ќе го надокнадиме на еден или на друг начин. Сите ваши работодавачи ќе бидат поддржани, се поддржуваат, ќе продолжат да бидат поддржани со мерки за да вие продолжите да работите. Но нема да може да работите ако за жал вие бидете заразени или сте во здравствена состојба која што нема да ви дозволи да бидете да работите. Организаторите на протестот деновиве најавија средба и со директорот на пазарен инспекторат Стојко Пауновски. На состанокот угостителите ги представија нивните загуби, а вице-премиерот истакна дека е спремен повторно да разговара за да може да се постигне договор.